Абе, знаеш кај е Колчестер? Дави у англиска 4-та лига. Толку бе, доволно бе, нема потреба. 24.000 евра. Зошто бе? Изгледа која си неписмен и кој ти е мрак у глава. Секојаш бараш нешто да ти светка за да ти биде поинтересна работа. И што е со непотизмов бе, луѓе? Која мајка пратеничка синот си го изгубила у Елем си го нашла? На пратенициве сите дечиња се елемчиња. Кај бил син ми у Елем? А ја сирота се утепав, го барам низ пола свет со Интерпол, го прежелив детето. Мислев го киднапирала опасна педофилска група од Белгија, го врзали у подрум, го силуеле, му правеле реденка. Него му било супер, грзето на топло у Елем. Бе, сине бе, туку ке никнеш тамо кај што не те посадиле. Добро бе, син на мајка, зашо не и кажа на мама дека си се вработил у Елем? Па добро бе, мамо, па ја мислам дека знаеш, па ти ме вработи. Не ади гомна говедо едно. Јас сум те вработил. Немој да ушенаш пред луѓе да си го кажал гласно. Него, сине, слушај, мама ќе се врати за едно 4-5 сата да почастиш кафе за вработување, ова сега мора да скокнам до рек Битола, бе, сине, са бајле ми јавија. Бе, вујко ти некој го вработил са бајлево тамо, Има и ваков расплет, доаѓа синов кај мајкава пратеничка. Мамо, да ти кажаме на среќна вест, овие твоиве од партија ме вработија у Елем. Кој си бе ти? Ја не те знам, прв пат те гледам да ти кажам право. Аде бе, чибу тамо, син, неам ја син. Шо ви направи непотизмов, луѓе? Непотизмов страшно ги оттуѓи функционерите и пратениците од нивните најблиски. Видете го министерот Бектеши. Па ја појма, не знам дека сестра ми се вработила у државна институција. Таа ми е сестра мене, мажена, живее на друга адреса, не живееме заедно. И каква врска има тоа што таа работи во државна институција, а јас сум министер? Имате и ваков пример. Жена ми добила тендер. Прв пат слушам. Абе, шо има везе? Па она добила тендер, не сум добил ја. Па она ми е мене само жена, бе. Освен тоа што имам со неа 2 деца, 120 квадрати стан у Скопје, викендица у Маврово, апартман на Закинтос, 2 коли, а немам ништо друго заедничко со неа. Вие новинарите говна едни. Кај најдовте вие тука? Кај видовте конфликт на интереси што сум ја министера, она добила тендер од влада? Али затоа оваа Мира Дизел и тргна сезонава кона Лука Дончич у НБА. Од кај да шутне кожда? Синот у Елем, шлак. Братот у рек Битола, шлак. Кучето у гранична полиција, шлак. Папагалот, директор на опера и балет, шлак. Желката си ја турила у државна администрација, пошто таму најбрзо работа, шлак. Аби мачката ја вработила у собранискиот подрум, за секој фатен глушец 100че, за секој истрчан километар 50че у джеп. Овие од СДС викаат, па кај има, па не е тоа непотизам. Па што е бе? Синовизам и ќеркизам. Башка сега се појави еден друг феномен, позаебан се вика непостизам. Тоа е кога ништо не можеш да постигнеш у животот без роднини у влада. Али пошто овие министри се полуписмени, некојаш така ќе им се случи, ќе сгрешат, ќе ги збркаат презимињава на својот баџанак, да кажем, и на некој што не го познаваат, што не им е роднина. И ќе се случи, овој што не им е роднина, по грешка да го вработат у државна институција. И сега замислете дека сте еден од тие случајно така, на среќа, не сакајки што биле примени у државна институција. И замислете, си доаѓате прв ден на работа, никого не познаате. Нема кој добар ден да ви каже, ко сираче сте. Влагате у канцеларија, седите сами, зашто другиве седат дома и примаат плата. Абе нема братучет да те замени да отидеш да кркнеш една чорба, нема дада бато да ти каже у кој кафичи се седи на кафе пауза од 10 до 2. Немаш никој, ти си сам. Затоа, многу од тие кои што нема таква среќа по грешка да бидат примени у државна институција, не ги пред
германскиот конзулат во Козле, во Скопје, у редица од километар и пол. И многу такви медицински сестри, лекари, инженери, занаечи оваа година ќе заминат за Германија. Па нормално е, овде ако немаат роднини, таму ќе си ги пречекаат како своји. Така е секогаш. Луѓе, оваа земја, народот е кабаед, бе. Не е крив ни Заев, ни Груевски, ни Бранко, ни Љупчо, ни Бучко, бе. Ние сме говна, бе. Овде никој не си ја гледа својата работа. Овде малограѓанштината има 1000 лица. Погледнете само искочите на улица, одма ве зјапа некој. Шампиони сме уз јапање. Замислете дека сте некоја жена така натарена и трчате сега на кеј или во парк. Си трчате. Секој што види од спротивен правец ве зјапа. Прво ве зјапа у лице, после у цице и на крај у пице. Кој ќе се разминуете, го крива погледот од пице на лице. Еден ако не ве погледне, одма знаете дека е странец. Али него ако го сретнете после 5-6 месеци, и он ќе ве зјапа као говедо. Одма го научиле, маме, му ебам норвешко. Али, олимписки шампиони уз јапање се пензионери, бе. Затоа што они се нон-стоп на улица. Освен на први која се у банка, кој им доаѓа пензијава. Пензионери, бе, ви се кој X-мен те скенираат. Те зјапаат онака устав мирно. И одма ти прават магнетна резонанца. Те фатат ли на радарот? Главоболка не ти гине. Може и да не ти се дига еден месец. Травматологииве по болнициве се преполни од нив, бе. Те погледне ли пензионер поише од минута, одма те урочуе. Паѓаш и фрактура на глава и скршеница на нога не ти гине. Кој идеш по улица, шахтите сами се отвараат пред тебе. Али бар имаат една мана, што се спори, па можеш лесно да им избегаш. Али не се секирајте, они ќе се најдат друга жртва, па затоа излегле денес. Друга малограѓанска работа што ја правиме. Маж и жена. Излезат надвор или дечко, одма тука си почнуваат да си ги решаваат приватните и семејни проблеми. Стоко! Па ги спичка сите пари у кладилница! Чути, не се дери, сите луѓето слушаат. Мие гајле, ме боли пичкава! Нека го слушнат и ова тогаш! 6 месеци сум немала секс со тебе! Па нормално си немала кога цело време имаш добиено. Конјо е, да няли сум ти кажал така, како не ти е срам да лажеш, а сестра ти што го зема цело наследство? Па го зема затоа што она се грижеше за мајка ми која беше болна, ти злато и мочаше у супата. Сега јама да те прашам тебе нешто, зошто у последно време све директорот те носи дома со кола? Па ти си бил ненормален, говедо едно. Па зашо ме сматраш ти мене? Па јас сум поштена жена. Па ти немаш појма колку човекот е фин, образован, културен, елоквентен, па колку е искрен со мене. Ми вика, тебе те доживувам злато као сестра, на тебе уопште не ми се дига. И тебе тука ти иде онака со 2 прста да ја задавиш у моментот, кога гледаш еден пензионер од страна, те зјапа уста. Се извинувам, синко, каде има тука амбуланта? Сега ќе ти кажам каде има амбуланта и на тебе и на неа, маме, ви ебам ваше. Мрш! Исто, у светот сме многу познати по тепање деца. Луѓе, ние со тепање ги воспитуваме децата. Каде бе сега у Европска унија кој ќе влеземе без со тепање деца? Не може така. Имам кум во Белгија. Му викам, куме, шо правите? Викам, вие ги тепате децата ако се немирни? Не, мој куме, некој да те слушне. Какво тепање бе, вика, овде дудриш дете до животна робија, не ти гине бе. Па добро бе, куме, шо им правите кога здисуваат? Па куме, ви сега, ние други работи им правиме. Ненормални тоа белгијанците, кои се немирни деца, ги заврзуваат у подрум и не ги пуштаат од подрум едно 15 години и после у Црна хроника само ќе прочитате што друго им правеле умеѓу време додека биле затворени. Али затоа, ние сакаме да си ги тепаме децата, бе, одма тоа нервозата да ни излезе. Тоа е балканското наше, боемското, бе. Нема кај нас трте мрте. Имаме и методи развиено како да го тепаш детето у јавност, а никој да не примети. Да, имаме методи.
например, у јавност, например, ја користиме она најселска финта. Ако дете во нешто здисува јавност, само му доаѓаш онака насмеен и му викаш срце, душо, джигер магарешки, штрак, и одма вака фризура си местиш. Али, ако е малиот стварно неваспитан, и ако на тоа на глас почне да се дере, што ме удираш бе ти тука сега? Тогаш одма одиш у втора фаза. Онака дискретно го подгазуеш на нога, за да не може да бега, го фаќаш овдека за косата на дувото и така го потегнуеш да ти остане коса у рака. Ако и после тоа продужи да урла, идеш у трета финална фаза на обрачунот, му збрцуеш прсти у ребра, го креваш вака горе му викаш заќу ти ке ти ебам пичката мајчина говедо едно. Ако и после ова не престане да урла, тогаш, значи, детето ви е страшно талентирано. И од него гарант еден ден ќе стане политичар или министер. Оти само они не се разбираат од збор. И што? Друга малограѓанска работа, бе. Абе, многу лажеме, бе. Ај, добро, овие политичари, бе, што лажат, затоа зимаат плата. Ама ние обичниот свет како лажеме. Баце, иди, бе, ти иди, абе, ќе дојдеме, а ти само иди. Абе, Булјо, абе, нели рече дека ќе ми се јавиш, бе? Булјо, абе, само што помислив на тебе, абе, го земав мобилниот рука, само што сакав да ти свртам, ама ти беше побрз. Слушни ме, смири се, слободно да идеш у банка, парите ти се пуштени, те чекаат на сметка. Абе, сега бев у банка, нема ништо на сметка. Немаш пари на сметка, па да ти ебам банката, педерска да ти ебам. Ебе, комша, абе, нели рече за керка ми близок си со овој министерот, ке му се јавиш да му кажеш да ја вработи у Елен вамо тамо. Комша, ке му се јавам, сам знаеш дека сме близки, ке му се јавам, ама ништо не бил арен денојве, наредната недела ќе биде. Брат, како се ебе онаа мала, нај се растура. Си ебел? Не, брат, ама ми раскажува едни другари што ебеле. Луѓе, ние сме страшни малограѓани, а цело време глумиме финоќа. Тоа е најголемиот проблем. Еве да ве прашам нешто индискретно. Мислам, нема врска со секс, пошто доволно правевме муабет за секс. Абе, мастурбирате често? Не, стварно, дали мастурбирате? Има некој што мастурбира? Че да видам вака, по очи се позна. На тие што мастурбираат вакви им се очи. Че да видам? Не. Па добро бе, шо правите дома, читате поезија? Не бе, знаете зашо ве прашувам? Викаат дека дркањево го зајакнувало имунитетот. Па ја вака, ако продужам да отресам, ке станам отпорен на метак. Само дркањево, пазете, има една голема мана. Од многу дркање се оптеретуваат ушите. Оти ко дркаш цело време пазиш да не влезе некој. Мене, например, многу ми се погоди дркањето и затоа многу касно се женев на 35. Овие сега муживе, па и после 40 не им паѓа на памет да се женат, бе. Си викам, па шо бе, глупо е да се жениш после 40 за малце. Али тешки малограѓани сме, кај нас, и за мажи и за жени важи тоа. До 30 сам се жениш, после 30 цело село те жени. Така јако бе Ферген, ќе отидам на некоја свадба, влезам у тоа салата за дочек, одма ќе ме нападнат 100 родни пријатели. Ајде, ти си следниот дал Господ! Абе, ми се одмили идење по свадби. Абе, ми се одмили жени да гледам и да бркам. Абе, на секоја свадба исто. Ајде, ти си следниот дал Господ! Викам, како да се отарасам од душегрижници, и на крај ми текна. Почнав истото да им го зборам, али кој ќе ги сретнев на погреб. Ајде, ти си следниот дал Господ! После тоа и на свадби ме избегнува. Али најуникатни сме на плажа у Грција. Муживе сите облечени у купачи спидо од 1993 избелени од 100.000 перења или у шорцеви од пазарче за 100 денари.
А на сите им кажуваат ги купиле у Nike, само знакчево им паднало од солената вода. Со тие шорцевите, секој пат кој ќе се наведнат вака, смајли ти праќаат со гзот. Овие жени, бе, ниедна на пешкир не лежи. Боже, пази, сите лежат на дупла лежалка до нив. Нес без вода. Кога ќе се сврти келнерот на друга страна, само го допунуе несот со вода. Купачите од децава обавезно ги сушат горе на чадори. Ги знаат сите пасворди од Wi-Fi на 200 метри радиус наоколу. Кога седнуваат да јадат, абе се сликаат со све. Со све и одма ставаат слики на Инстаграм и на Фейсбук. Абе прават селфи со све. Од салфетките до кучето на газдата на таверната. Се сликаат и со јадењава на другиве маси. И се дерат на плажа. И зјапаат на плажа. И тепаат деца на плажа. И лажат на плажа. И селјаци се на плажа. И не само на плажа. Еве. Кај матка во